По месец мај се чини дека сите криваат расе, се мачкаат со 10 фактор, учила во тренд, хавајска маичка и уште како од школските денови. Се чекат звоното да се означи месец јуни и куфера да го изведат од лице место, директно од работа, за да веднаш тргнат на пат. Но не е се така розово, барем не за сите. Во овој случај, на пејачите можеби им е најубаво. Работата е прекрасна, уште ако додадат и задоволство. И да ви чекам онака да се ричаржнам скроз, да наполнам батерии, затоа што ме чека од септември, октомври, напорен период музички за мене. Убаво рековме, а и секогаш ги следат трендовите. Базен или плажа? Сакам базен, да се опуштам со другарките на базен. Сепак искрено море ми е прв избор. Година малку по-релекс, значи без луди журки со друштво. Ќе одам во Грција на одмор. Тоа можам да го откриам. Местото не го откривам, ајде нека биде тајна. Дали од причина да не те затекнат тебе, да не те најдат папараци на тоа место? Дали се плашиш од тој момент? Грчки или наши? Види, ако треба еден ТВ да дојде таму, можеме да се обидеме. Ќе аранжираме нешто. Што се носи ова лето? Книга, нормално телефон за да се фоткаме, ночери за сонце, нели, млеко за тело, согласно мојата алергија. И уште не знам кој ми се essentials вака на плажа. Можеби нешто вака да понесеш, еве, види колку убаво изгледа. Ти ќе ги пробаш? Не, ти ќе ги пробаш. Сега ќе ти помогнам, еве ова веднаш на оваа страна, твоите веќе прекрасни научари на друга страна и веќе настапува моментот. Све ми е плаво. Не очекував ова. Еве, знам дека летните периоди имаат голем предизвик, има многу момци се шетаат по плажите, по базените. Што е она што тебе ти го фаќа вниманието кога е во однос, нели, тука ако веќе има многу гужви, дали ги ставаш повторно на очарите, па малце шпионираме? Чеки, малце ме збуни. Искрено не знам како ќе си поминам овој летен одмор, ќе ти ги откриам Бидеш проценка. Ќе ти откриам кога ќе се вратам. Искрено многу тешко сум на такви работи, во љубов на прв поглед, не знам баш дали верувам, бидејќи така, обично ме купуваат со карактерни особини, а не со изглед. Меѓутоа, ајде лето и да не се знае, нели на плажа се случуваат секакви работи. За какви карактерни особини зборуваме? Насред плажа и оформено добро машко тело? Чека да кажам, ќе речам во моментов секогаш сум заљубена. Секогаш сме до тајниот човек кој што сакаме да го откриеме цело време. Стварно? Постои таков? Но и таа е исто физички добро подготвена. Со ова фит тело ќе примам и сигурно машки погледи. Ова не знам дали треба да иде во етер, бидејќи вака искреност не знам колку ќе им се свига на гледачите. Значи јас сум си гурман, многу сакам убава храна. Никогаш особено не сум се преоптеретувала со тоа да бидам фит по секоја цена и да се забранувам нешто што ми се пријало во моментот. Значи не сум таков тип едноставно. За среќа генетика, па изгледам како што изгледам, меѓутоа и кога сум изгледала малку поинаку, кога сум имала плюс килограми или минус од ова, не ми било тоа што ми било најважно во никаков случај. Сепак ние како јавни личности треба нели да внимаваме на тоа како изгледаме. Покрај сонцето, по денешно време има секакви препарати за да се дојде до изедначен бронзен тен, но за теа темата сончење е чувствителна. Вака сега споделам една тажна приказна. Во последниве неколку години имам алергија на сонце и избегавам да се сончам. Мислам, не е страшно, си пијам нели соодветни лекарства за алергија. Меѓутоа не е страшна ситуацијата, не е алармантна, меѓутоа не можам да се дозволам да се сончам по цел ден, така да го избегнувам тоа. Јавните личности се секогаш на мета, особено во летниот период. Одличен предизвик да дзирне и камерата на Еден ТВ, да открие дали навистина го прават тоа за што зборуваат, или ќе дознаеме нешто повеќе. Плажа или базен, едноделно или дводелно бикини, љубовни откритија, шминка или штикла. Ова лето камерата ќе биде будна цело време. Ако е шоубиз, нека е шоубиз.